Најмалку поради две причини, земјоделците оваа пролет треба пред време да ги започнат подготовките и самата сеидба на оризот, за да ги остварат посакуваните приноси. Првата е искористувањето на протечните води од реките во Кочанска котлина, што по автоматизам ќе значи заштеда на акумулираните резерви за критичниот летен период. Втората причина е во поместувањето на жетвата од октомври во септември, кога временските услови се попогодни за собирање на родот. Впрочем, климатските промени веќе наметнуваат прилагодување кон нив за да се извади максимумот од природата, односно од сонцето, водата и почвата. Инаку деновиве, земјоделците интензивно гиораат нивите со цел да ги подготват за сеидба. Меѓутоа, кога е во прашање сеидбата, пред нив се испречуваат многу дилеми предизвикани од состојбите со откупните цени и замрзнувањето на истите, потоа со скапите репроматеријали и несоодветната снабденост со квалитетен семенски материјал. Ако се вкалкулираат сите трошоци, одржување на механизација, нафта за тракторите, семенски материјал, вештачки ѓубрива, подоц на пестициди и воден надомест, се до жетвата наспроти парите добиени од продажба на арпата, излегува дека без надпросечни приноси земјоделците практично произведуваат загуба. Веројатно, поради таквата математика, младите ги напуштија селата, а возрастните ги оставаат нивите необработени.